Државата нема механизми за заштита на семејното насилство. Жртвите траат и трпат или ги повлекуваат поднесените пријави, зашто немаат доволно доверба во системот. Ова е заклучок на Националната мрежа против насилството врз жените, жртви на семејно насилство. Како потврда, тие ја потенцираа состојбата со недостиг на така наречени шелтер центри. Кај нас ги има од 24, додека светските стандарди се по еден центар на 10.000 жители. Во исто време, згрижувањето на жртвите кај нас е од 26 месеци, период по кој тие не добиваат ништо. Меѓутоа, во исто време нема мерки за таа да се овозможи на жената да се вклучи повторно во нормалниот тек на општеството и да продолжи нормално со својот живот. Затоа што најчесто тие жени кои што се жртви на насилство не се вработени, имаат деца за кои што треба да се грижат. Значи, ако таа остане 6 месеци во шелтерот, а потоа кога ќе излезе, таа нема финансиски средства за самата да се одржи, значи сето тоа е проблематично. Токму и поради ова, жртвите или молчат или бегаат од насилникот и од државата. Ако доколку се работи за по-сериозен тип на насилство, нема доволно законски мерки кои што може на жената да ја овозможат заштитата која што е потребна, така имаме многу случаи кога жените се одселуваат од местото, дури од државата, за да се овозможат својата безбедност. Само во изминативе 2 недели во СВР Штип има поднесено 3 пријави за семејно насилство, една во Штип и 2 во Виница. Во сите 3 случаи жртви се сопруги, а насилници мажите. Во Штип жената е прободена со нож во ногата, а во еден од виничките случаи таа безмилосно е тепана со гезве. Последен пат ќотек по дома, 38 годишна штипјанка пријави вчера, откако сопругот ја претепал со гумено црево, пошто таа се обидела да стави крај на својот живот. Напорите на лекарите ја спасиле, но таа ќе остане на лекување поради нанесените повреди. Сепак, прашање е дали таа и другите жртви ќе поднесат и официјални тужби. Во текот на 2017 година во секторот за внатрешни работи Штип евидентирани се вкупно 54 кривични пријави за сторени 54 кривични дела телесна повреда при вршење на семејно насилство, додека од почетокот на годинава до сега поднесени се вкупно 11 кривични пријави за сторени 11 кривични дела телесна повреда при вршење на семејно насилство. Најчести жртви се сопругите, а веднаш по нив и родителите.